Со мене во студиото е колегата Александар Писарев. Добро утро, Писарев. Добро утро, да ви честитам, да ви посакам убав почеток на работа. Еве, ве следиме на Вие да следите, а ние се трудиме. Да, вие се трудите. Колегата Писарев инаку е по професија ловџија, по хоби е новинар. Додуше новинар е во последните, ајде да кажем 40 години, да не кажем 50, а ловџија во семејството е повеќе вековна традиција. Семејството на Писарев инаку потекнува од руските степи и неговите предци се занимавале со лов во најшироките пространства на Царска Русија. Царска Русија, така е. Инаку е два пати одликуван за ловечки заслуги за народ. Ја не знам какви се тие одликувања за напредување на ловството, а денеска е, како и секојаш, еден многу активен ловџија. А мене она што ме интересираше е да отвориме темата за ловството во Македонија, бидејќи тоа е меѓу другото и бизнис. И мислам дека за оние луѓе кои што не се занимаваат со лов и немаат всушност представа за какви обрти, пари, цифри и така натаму станува збор. Каква е состојбата со ловството во Македонија, Писарев, за почеток? Па, прво би морало да се подели на два периода, пред и после. Да не кажуваме што и како. Друго, погрешна е перцепција во Македонија генерално за ловство, со оглед на тоа дека традицијата не е многу голема на ловство. Ловство, организирано ловство, дека со некои прекиди почнува негде во краљевина СХС, знаете, првите Стотина години би можело да се каже. Така, стотина години, за разлика да речеме Војводина и така натаму време на Обреновиќи и све тоа. Пред се, како би го дефинирале што е ловство, што е лов? Ловство е пред се заштита од гледување на дивеч. Но пред тоа треба да се каже нешто друго. Ловство е стопанска гранка. Значи секаде во светот ловство е стопанска гранка и не може да се посматра мимо сите други стопански движења и така натаму. Тоа значи дека како стопанска гранка треба да биде на некој начин и регулирано. Па дали е регулирано? Тоа е она што кај нас е на граница помеѓу неред и криминал, односно да не кажам до пред година дена беше буквално на граница или на еден галиматиос неред и криминал. Кога зборувам неред, тоа е практично доделување на концесии. На курта, мурта, ја вртам телефон, ти ќе добиеш. Да добиете концесија, според некои нормативи, да не кажам и светски, така натаму, вие треба да направите некаква ловно-стопанска основа. Што планирате, како планирате да го организирате ловство? Ќе имате чеки, ќе имате хранилици, имате бонитет на ловиште. Тоа се дали е регулирано? Според закон, да. Меѓутоа на терен е сосема друга ситуација. Кој го контролира тоа спроведување на тој закон? Мислам дека Министерство за земјоделие. Тоа е и надлежно за целиот. Министерство за земјоделие е надлежно, Министерство за земјоделие има инспекторат за ловство, има инспектор за ловство кој што треба и кој што последните година дена можам да кажам дека ја направен еден преокрет во организација, односно се трудиме да кажем. Знаете, ако вие 15 години сте уништувале нешто, сте без контрола доведували ловците од странство, од Италија, од Грција, кои што тепале све што ќе стигнат да тепат, и сега вие сакате за година дена, нели прво малку се државата ја устроивме пред 2 години, 3 да кажеме, па на крај ќе дошло нели и ловство. Каква е состојбата со ловечките друштва во Македонија? Колку ловци има, колку друштва, како се организирани? Има 26.000 ловци, отприлика. Значи, не може да ги изброиме тачно. Некој почнал, некој добил дозвола, но тешко се добива дозволи, тоа е друга тема, закон за оружје. Отприлика 26.000 ловци има. Имаме 80 општини. Практично скоро у секоја општина вие имате ловечко друштво. Некои општини имате 4. Скопје, да речеме, има Жеден, има Јаревица, има Фазан, има Јаревица 2015, има Петровец, ако го гледате. Тоа се имињата на ловните друштва. Да, тоа се имињата на ловните друштва. Значи, отприлика имаме 100 ловачки друштва, кои се организирани, они се сега организирани во Ловачка федерација. Значи, ние практично имавме на хартија Ловачка федерација која буквално не функционираше. Значи, последните година дена, да кажем, имаме Ловачка федерација која успе да се врати и во меѓународна Ловачка федерација. Тоа ли е принципиелниот партнер и соговорник за власта? Така е. Ловачка федерација ја представува... Така е. На чело на Ловачка федерација тренутно е господин Владко Алексовски, кој навистина се обидува на секој могуќи начин да го врати ловство на некој колосек на кој што треба да биде. Ние имавме пред неполни месец дена, ние зборам за Ловачка федерација, нели? Можам посебно зборам за нашето друштво Руен од Велес.
Меѓутоа, имавме состанок заедно со Министерство за земјоделие и ловачките федерации на Србија и Ловно-риболовачки сојуз на Бугарија, заедно и со голема подршка на Министерство за земјоделие на Македонија, да тоа е една официјална средба да видиме што можеме регионално, да речеме, тоа беше за Осоговски регион, и тоа ќе го правиме и за други региони. Што можеме да помогнеме да се врати дивеч во Македонија? Ја 2 години не сум пукнал куршам кога е во прашање ситна дивеч. По ситна дивеч подразбирам ниски ловишта, низински ловишта каде се лови у принцип зајак, јаребица, прелетна дивеч и така натаму. Па што се лови во Македонија? Тренутно само дива свиња. Дива свиња нема природен непријател, има погодни услови последните години, благи зими, доволно храна и така натаму, така да размножена е доволно, но и тука е, да речеме, некој хаос околу организација, зборувам, непочитување на некој. Кој е задолжен за да кажем, не за пошумување, туку за опременување на ловиште се задолжени ловечките друштва. Кој го финансира тој процес? Односно концесионерите. Добре. Значи, концесионери добиват одредена територија, односно веќе имат или барат, добиват преку Министерството за земјоделие. Колку чинат концесиите? Па ја можам да ви кажам за многу се високи. Односно, беа многу високи. На некои друштва им истекнуваат сега концесиите или до година во декември месец. Ќе видиме како јазик заеднички ќе најдеме со Министерство за земјоделие. Ја можам да ви кажам за ловечкото друштво Руен од Велес, каде што јас сум члан и каде што активно се обидувам. 17.000 евра годишна членарина. За 10 години 170.000 евра. Ние имаме неполни 1000 члена. Ајде кажете ми како да обезбедам ја тие 17.000. Како е регулирано ловството? Што тоа значи? Може кој како сака да дојде и да тепа или постојат... Не. Бидејќи разговаравме за некаков вид на контрола на државата за тоа што се лови, за тоа што може човек да извезе на граница. Еве да кажеме, за да се обезбедат овие средства, имате прво членарина од матичното друштво, значи 1000 ловџи, колку има ловџи. У просек она се движи неко неполни 100 евра. Годишно, да. Меѓутоа, за да се обезбедат волку големи средства, сите ловачки друштва пристапуваат кон доведување и викање на странски ловци. Углавном грци, италијани. Италијани посебно. Колку имаме такви годишно? Колку луѓе доаѓаат? Тоа е благодарение на тоа што немавме контрол, ние не знаеме колку имало. Има ли многу, има ли малку? Има многу, затоа што со така наречен под наводници ловен туризам се бави курта и мрта. Луѓе кои што се многу далеку од тоа, меѓутоа кои што во тој хаос кој што владееше, гледа на некој начин да бртнат рака во мед сите. Им се исплати на италијаните и на грците да доаѓаат овде? Видите, им се исплати затоа што нема контрола. Знаете, он доаѓа да лови грлици, да речеме прелетна дивеч која се лови во август и септември. Она доаѓа од Африка, у мај месец, јуни месец. Овдека се гнезди, прави големи јата и она треба да се врати септембар, крај на септембар, да се врати таму од кај што дошло. Грци, италијани доаѓаат. Меѓутоа, што се случува? Вие немате контрола во тоа колку они отстрелили и колку ќе однесат преку граница. Праксата меѓународна е за секоја дивеч да има број, односно Министерство за земјоделие вика, вие имате пребројавање на дивеч направено, знаеме колку ќе имаме прелетна дивеч. Ќе отстрелите, да речеме, зборам на памет, 1000 јаребици. Моли, Министерство треба да издаде, нели, оние пластични јаженца со број на Министерството, еве 1000 овакви. Како некаква бандерола своевидно. Бандерола, не како него баш бандерола. Дошле грци, италијани. Утепале колку што утепале на секоја дивеч, значи ловникот и ловочуварот, кој што ја прати групата. Зборувам како е кај нас организирано. Ја прати групата на секоја страна дивеч, дали е тоа зајак, јаребица, грлица, преперица, гулаб, треба да закачи таа бандерола и да овој нормално кој ќе дојде на граница може да види дека тоа отстранено легално. Само да довршам. Имате уште 30 секунди за тоа. Ние имавме у октомври месец оваа година во ловачкото друштво Орел од Ѓевѓелија група на италијани кои што употребиле недозволено средство, а тоа се електронски вабилици за преперици, значи ги собирате на едно место, тоа цела ноќ раби, пуќ, се собирате и утре правите вие масакр. Според закон за ловство, односно член 54 од закон за ловство, тоа е недозволено средство. Значи, да се направи тоа. Само уште една реченица. Поради ваква ситуација, со новото раководство на Ловачка федерација, одземени се концесии, можам да кажам слободно, на Кумановско ловиште. Управо поради ова.
Поради еден хаос. Господине колега Писарев, господине Ловџија Писарев, ние би можеле вака, вие би можеле вака, веројатно секој утро по 10 минути за Ева може 2 сата секој утро. Ќе продолжиме оваа тема, макар во некоја сезона кога има пауза за ловење.